Бегалците кои се обидуваат да поминат низ територијата на Македонија се соочуваат со сериозни проблеми, предупредуваат граѓанските активисти. Многу од нив, наместо да продолжат кон Западна Европа, се враќаат назад во Грција од страна на полицијата или војската, без при тоа да се направи нивно профилирање или да се земат во предвид нивните потреби, вели активистот Мерсиха Смајловиќ. Во Законот за привремена заштита постои одредба барање за намера за азил, со која бегалецот изјавува дека ќе ја напушти државата за 72 часа, но истата не се спроведува во пракса, вели таа. Тоа што бегалците кои би влегле, би се профилирале, би се земеле нивните отпечатоци, име и презиме, би се знаело кои се движени из нашата територија. Од една страна тие се видливи за системот, тие се во системот и тие ќе бидат заштитени од системот, а и локалното население ќе биде заштитено сега посебно во состојба на пандемија. Невладините бараат таквите намери за азил да се издаваат во транзитниот центар кај Евгелија, како што тоа било за време на западно-балканската мигрантска рута. Со тоа овие лица ќе можат регуларно да поминат низ земјава. Наместо тоа, вели Смајловиќ, сега бегалците се се почести жртви на криумчарите. А да не зборам за се поголемиот број на сообраќајни незгоди кои се случуваат на територијата на нашата држава, каде што гледаме дека криумчарите воопшто не бираат средства и начин за да заработат пари, дури ги жртвуваат животите, ги ставаат по 20-30 во едно мало возило и возат со огромна брзина. Според невладините, околу 40.000 мигранти се обиделе да поминат низ македонска територија само во првите неколку месеци од оваа година, што било за околу 5 пати повеќе во однос на цела 2019-та. Јасмин Реджепи од невладината леги извели дека наспроти официјалните бројки, неофицијалните се многу поголеми, а не мал бил бројот и на оние кои успевале својот пат да го продолжат кон Србија. Србија гради почнува да гради ограда каква што помеѓу Србија и Македонија, значи на границата, каква што имаме ние помеѓу Македонија и Грција. И се плашат дека тоа ќе им биде уште една пречка која што ќе им биде многу тешка да се помине, затоа сакаат да поминат што побрзо. А тоа ќе значи дека и на наша територија ќе остануваат голем број на луѓе кои што ќе да речам ќе заглават на наша територија и ќе нема да може да продолжат така лесно во Србија. Реджепи додава дека и понатаму главната рута на движење на бегалците е низ Македонија, додека помалата е низ Албанија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.